Премиерот Зоран Заев во вчерашното интервју на македонската телевизија рече дека за време на преговорите со Никола Груевски имало барање за амнестија на функционери од ВМРО ДПМН. Заев даде информација дека во буџетот има 6 милиони евра, но дека јавниот долг сигурно надминува 50% поради скриените, а дел и неисплатени фактури. На оваа негова изјава реагира од ВМРО ДПМН. Заев лажеше дека кој било од ВМРО ДПМН во разговорите со СДС побрал каква било амнестија. Човек што е два пати аболициран за криминал, веројатно со ваквите дезинформации сака да си подготви терен и за трета амнестија за случајот подкуп. ВМРО ДПМН и досега во повеќе наврети демантираше дека воопшто се разговарало со Заев на оваа тема, стои во соопштенијето од ВМРО ДПМН. Во истото се дополнува. Заев излажа дека во буџетот се останати само 6 милиони евра. Неговиот министер за финансии се пофали дека на 5 јуни се исплатени околу 77 милиони евра од буџетот на име на субвенции, стипендии и пензии. Вистината е дека новата влада на СДС во буџетот доби 130 милиони евра, освен ако Заев не сакаше несвесно да признае дека 124 милиони евра мистериозно исчезнале. Од ВМРО ДПМН уверуваат дека и Заев лажел дека јавниот долг изнесува над 50% од БДП, а дека скриениот долг изнесувал над милијарда евра. Фактичката состојба гласи дека јавниот долг на 30 април 2017 година изнесувал 45,9%. Со овие паушални бројки и лаги Заев и практично го загрозува кредитниот рейтинг на Република Македонија и ризикува кредиторите во иднина да бараат повисоки каматни стапки, се вели во соопштенијето од ВМРО ДПМН. Од таму уште додаваат. Начинот на кој што Зоран Заев пристапува кон суштинските прашања е крајно несериозен и загрижува. Опасно е човек на негова позиција да ги релативизира сите прашања и дека бега од конкретни одговори и одговорност. Во соопштенијето од ВМРО ДПМН се заклучува: граѓаните од него не очекуваат лаги и манипулации, туку очекуваат да ги исполни ветувањата што ги даваше пред избори. Граѓаните очекуваат Република Македонија час поскоро да стане членка на Европската унија и НАТО, без да се задира во идентитетските прашања. Граѓаните очекуваат нови 500 километри автопат, а не лаги како изградба на постојните била закочена. Граѓаните очекуваат 16.000 денари минимална плата и 30.000 просечна, а докторите очекуваат плата од 100.000 денари, стои во реакцијата на опозицијската партија.